Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денешната епизода ќе ја започнеме со обработка на Псалм 140, во кој авторот му се моли на Бог и бара од него заштита од грешниците и злобните луѓе помеѓу кои живее. Лично сметам дека овој псалм ќе има особена важност за верниците кои при крајните времиња ќе се соочат со прогонства поради верата. Станува збор за песна која е дело на царот Давид, на кој му беше потребна заштита од неговите непријатели. Од тоа што го читаме во писмото, можеме да заклучиме дека Давид имаше многу непријатели, од кои најлошиот можеби беше Саул. Дали оваа песна се однесува на Саул или некој друг, не можеме со сигурност да знаеме. Но, сепак, не треба да заборавиме дека во оваа песна има примена и за нас денес. Стих 1. Спаси ме, Господи, од злобен човек и избавиме од насилници. Зборовите злобен човек и насилници се добар опис на луѓето кои беа непријателски настроени кон Давид, но исто така верувам дека се добар опис на антихристот, оној кој ќе стапи на светската сцена при крајните времиња. Давид бара Господ да го спаси и избави, и ќе ви кажам искрено дека тоа е и мојата молитва. Често му велам на Бог: Боже, додека ти служам, те молам да ме спасиш од зли луѓе и насилници, и не дозволувај да зависам од такви луѓе. Во следните два стихови Давид дава поопширен опис на тие луѓе. Таму се вели: тие смислија зло во срцето свое, секој ден зачнуваат војни, ги изострија јазиците своји како змија, под устите им е аспидин отров. Во посланието до Римјаните, глава 3, стихови 10 до 18, апостолот Павле дава многу сличен опис на луѓето. Знаете, јазикот е најопасниот орган во телото на човекот. Штетата која јазикот ја прави е поголема од штетата која и атомска бомба може да ја направи. Јазикот уништил и се уште уништува милиони животи секојдневно. Стих 4. Запази ме, Господи, од рацете на нечестив човек. Избави ме од луѓе насилници, кои смислија да ми подметнат нога. Како што можете да забележите, Давид од една страна бараше Бог да го избави од устите на непријателите, а сега од нивните раце и нозе. Тоа значи дека бара Бог да го заштити од нивните зборови и дела. Стихови 8 до 10. Не давај, Господи, да му се исполни желбата на нечестивиот. Не давај да постигнат што намислија, за да не се возгордеат. Главата своја да не ја подигнат оние што ме опколија. Нека падне врз нив злобата на нивната собствена уста. Нека паднат врз нив жарени јаглења, да бидат фрлени во јама, па да не станат. Ова го кажав неколку пати за време на проучувањето на псалмите, но сакам повторно да го нагласам. Не верувам дека ние денес како христијани треба да бараме одмазда за нашите непријатели. Наместо тоа, мислам дека ќе е подобро да бараме милост, за Бог да им се смилува и да се свесни за своите гревови и да се покајат за истите. Не само тоа, туку дури и да не се покајат, сепак не треба да се одмаздуваме. Во посланието до Римјаните, глава 12, стихови 19 до 21, апостолот Павле ни вели: не одмаздувајте се, возлюбени, за себе, туку дајте му место на Божиот гнев, зашто е запишано: одмаздата е моја, јас ќе отплатувам, вели Господ. И така, ако непријателот твој е гладен, нахрани го, ако е жеден, напој го, зашто правејќи го тоа, ти ќе му натрупаш жар на главата негова. Не допуштај злото да те победи, туку победи го злото со добро. Бог ќе се погрижи за се. И од своето искуство можам да ви посведочам дека кога одлучуваме да не се одмаздиме, Бог ќе действува. Тој вели: одмаздата е моја,
остави ја работата во мои раце и не се грижи. Стих 11. Клеветникот нема да се одржи на земјава, злото ќе го одвлече неправедниот човек во погибел. Знам дека сега за сега се чини дека клеветниците и неправедните напредуваат, но тие нема вечно да се одржат. Кога тогаш тие ќе потонат поради своите гревови. Бог ветува дека грешниците нема за секогаш да напредуваат. Нивниот крај е близу. Секој кој прави грев ќе мора да се соочи со последиците од своите постапки. Сега доаѓаме до Псалм 141 и тој исто така е дело на Давид. Ова е песна во кој тој на некој начин се навраќа на личната историја, се потсеќа како го повикал Господ и тој го избавил. Но, ова се стихови кои низ вековите служеле за охрабрување на многу луѓе, а и ќе служат за охрабрување на христијаните во иднина. Самиот Псалм има важна порака и за нас денес. Стихови 1 и 2. Господи, кон Тебе повикав, слушни ме. Чуј го гласот на молењето мое, кога повикувам кон Тебе. Нека се исправи пред Тебе молитвата моја како темјан, а воздигањето на рацете мои како жртва вечерна. Мислам дека Давид е првиот библиски лик кој молитвата ја има споредено со темјан. Знаете, денес кога вие и јас се молиме на небесниот Татко во името на Христос, таквите молитви се издигаат кон Бог како темјан, како благопријатен мирис пред Божиот престол. Но знаете, молитвата е поврзана со животот на оној кој ја искажува, односно, не можеме да живееме во грев и да очекуваме дека Бог ќе ги слуша нашите молитви. Господ Исус јасно има кажано дека Бог од нас бара послушност и таа е важна и во контекст на нашите молитви. Голема грешка прават луѓето кои живеат како сакаат и очекуваат Бог во секое време да им го даде тоа што го бараат. Господ Исус рече: ако побарате нешто во мое име, ќе ви биде дадено. Но тој исто така и кажа: ако ме сакате, пазете ги моите заповеди. Стих 3. Постави Господи стража пред устата моја и врата на устните мои. Ова е богоугодна молитва која и ние денес треба да ја молиме. Давид бара Бог да му даде само контрола, за од неговата уста да не излегуваат зборови кои не се богоугодни или погрешни. Стихови 4 и 5. Не давај да застрани срцето мое кон зло, да врши грешни дела заедно со луѓето кои вршат беззаконие. Јас нема да се гоштевам од нивните наслади, праведниот нека ме казнува. Сите ние живееме во грешен свет и помеѓу луѓе кои повеќе ја сакаат темнината од светлината. Не само тоа, туку и работиме и делиме живот со такви луѓе. Тоа не е проблем. Проблемот е кога ќе дозволиме нивното однесување да влијае врз нас. Не е проблем ако околу бродот има вода, туку кога водата ќе почне да влегува во бродот. Затоа е добро да се молиме на Бог во контекст на стиховите кои ги прочитавме, за тој да не заштити од зло и грешни дела. Во Псалм 68, стих 18, читаме: ако беззаконието е сокриено во моето срце, Господ нема да ме чуе. Господ не ветил дека ќе ги чуе молитвите на изопачените. А од друга страна, во посланието на Јаков, глава 5, стих 16, се вели дека молитвата на праведникот има голема сила. Во 1 Јованово, глава 3, стих 22, апостолот Јован вели дека оние кои живеат според Господовите заповеди ќе добијат тоа што ќе го побараат во молитва. Стихови 8 и 9. Но, кон Тебе, Господи, Господи, се управени очите мои. Во Тебе се надевам, не оставај ме без одбрана. Запази ме од стапиците што ми ги поставија и од примките на оние што вршат беззаконија. Знаете, ѓаволот постојано ни поставува стапици, за да паднеме во грев и да се оддалечиме од заедништвото со Бог. Тој користи секакви мамки
И навистина е трагично што понекогаш дури и христијаните не можат да ги препознаат тие мамки и стапици. Затоа е потребно да растеме во познавањето на Светото Писмо, бидејќи тоа ќе ни помогне да бидеме свесни за искушенијата кои се пред нас. Сега доаѓаме до Псалм 142, кој е дело на Давид и е така наречен маскил псалм, односно псалм преку кој добиваме одредена духовна насока. Давид го пишувал овој псалм додека од непријателите се криел во пештера. Барем така пишува во насловот на некои преводи од писмото. Стих 1. Со гласот свој викам кон Господ, со гласот свој му се молам на Господ. Не знаеме од која пештера Давид му се молел на Бог. Во 1 Самуилова, глава 24, се вели дека во еден период Давид се криеше во пештерата кај Ен Геди. Кога бе во Израел, ја посетив таа пештера и е навистина интересно место да се посети. Но, во писмото се вели дека во друг период Давид се криеше во пештерата на Адулам. Тоа беше во периодот кога околу себе собра војска од 400 мажи. Стих 2. Ке го излијам пред него молењето мое, маката моја пред него ќе ја кажам. Со други зборови, Давид искрено пред Бог си кажа се што му лежи на срце. Тоа е начинот на кој и ние треба да се молиме. Нема потреба да ставаме маски кога пред Бог доаѓаме во молитва. На Бог можете да му кажете се. Со него можете и треба да зборувате за вашите борби, искушенија, сомнежи, слабости и така натаму. Сакам да споделам цитат од еден познат теолог, кој верувам дека и претходно го имам споделено со вас, но е многу важен и е поврзан со темата на стиховите кои ги прочитавме. Ова е цитат кој го имам споделено со многу луѓе и верувам дека ќе ви биде од полза. Цитатот гласи вака: Кажи му на Бог се што ти лежи на срце. Истовари ги сите задоволства и болки пред него, како да разговараш со близок пријател. Кажи му за неволите, за тој да те утеши. Кажи му за радостите, за да те отрезни. Сподели ги копнежите, за да ги прочисти. Кажи му што ти смета, за да ти помогне да ги надминеш тие нешта. Кажи му за искушенијата, за да те заштити. Сподели ги со него раните, за да ги исцели. Зборувај со него за твојата рамнодушност кон доброто, за твоите грешни желби, за твојата нестабилност. Кажи му за својата себичност, за суетата поради која си во искушение да бидеш неискрен, за гордоста која одвнатре те уништува. Ако пред него зборуваш за своите слабости, потреби и неволји, никогаш нема да се најдеш во ситуација кога нема да знаеш за што да се молиш. Овие нешта се неисцрпна тема, бидејќи постојано се случуваат. На луѓето кои не кријат тајни еден од друг, никогаш не им недостасува тема за разговор. Тие зборуваат од изобилството на срцето и го споделуваат тоа што го мислат. Блажени се оние кои ќе развијат такво блиско заедништво со Бог. Драги пријатели, Давид имаше такво блиско и длабоко заедништво со семокниот Бог. Како и во овој, така и во другите псалми гледаме дека царот беше искрен со Бог. Тоа е една од причините поради кои Бог за Давид рече: си најдов човек според моето срце. Давид не беше совршен, всушност, тој беше далеку од совршен, но при се што му се случуваше во животот, тој знаеше понизно да дојде кај Бог во молитва и да го излее своето срце пред него. Се надевам дека и ние ќе научиме така да се молиме. Стихови 3 до 5. Ако изнемошти духот мој, ти ја знаеш мојата патека. На патот по кој одев, тие скришно примки ми поставија. Се обзирав надесно и гледав, а таму никој кој ме познава. Нема каде да избегам, никој не се грижи за душата моја. Повикав кон тебе, Господи, и реков: ти си мојата надеж и мој дел во земјата на живите.
Како и Давид, и ние некогаш ќе се најдеме во ситуација во која нема да имаме околу себе луѓе кои ќе ни помогнат. И нашата единствена опција ќе биде Бог. Тие се тешки ситуации, но важни за нашата вера, бидејќи во такви околности ќе го спознаеме Бог на длабок начин кој ќе донесе позитивна промена во нашето срце. Сега доаѓаме до Псалм 143, кој исто така е дело на царот Давид. И во овој псалм тој бара помош од Бог и искрено го излева своето срце во молитва. Се надевам дека и ние ќе научиме така да му пристапуваме на Бог, со вера, понизност и искреност. Стих 1. Господи, слушни ја молитвата моја, чуј го молењето мое поради Твојата верност, услиши ме според Твојата праведност. Зошто Давид бара Господ да го услиши според неговата праведност? Предпоставувам затоа што во споредба со неговите непријатели од кои бара заштита, Давид чекореше верно по Господовиот пат. Тоа не значи дека царот се сметаше себе си за совршен, но сепак бараше во таа ситуација Бог да ја донесе својата правда врз луѓето, односно да ги казни оние кои прават зло и грев. Патем, Господовата праведност е често застапена тема во Светото писмо. И со право, нам луѓето треба да ни биде јасно дека иако Бог е милостив, тој исто така е и праведен, и тоа значи дека ќе постапи праведно со секој човек. Еден ден, кога ќе застанеме пред Него, ниту еден човек нема да може да се пожали и да каже дека Бог не бил праведен и фер кон него. Секој ќе го добие тоа што го заслужил. Оние кои чекорат по неговиот пат ќе добијат благослов, а оние кои живеат во грев ќе добијат казна. На вас денес останува да одлучите по кој пат ќе одите и дали ќе го наследите Божиот благослов или вечното проклетство. Стих 7. Услиши ме поскоро, Господи, духот мој ослабна, не одвраќај го лицето свое од мене, за да не заприлегам на оние што слегуваат во гроб. Со други зборови, Давид вели: Боже, Ти си ми единствената надеж и помош. Стих 6. Ги протегнав кон Тебе рацете мои, душата моја е жедна за Тебе како сува земја. Дали вашата душа жедне е за Бог на ваков начин? Мојата молитва за самиот себе, но и за вас, е токму таа, нашите души да жеднеат за Бог, онака како што сувата земја е жедна за вода. Нека Бог, по неговата милост, ни даде овие зборови да бидат реалност и за нас денес. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.